Добар ден, Роберт, и благодарам. Официјално завршува Здраво Македонија, а официјално почнува новата денешна визита со новата тема токму во неа. Денеска зборуваме за карциномот на кожата, односно меланомот, еден од најопасните карциноми на кожата, како да го препознаете на време. Долготрајното, долгогодишно и неконтролирано изложување на сонце не само што ја старее кожата, се појавуваат флеки, брчки, туку го зголемува и ризикот и опасноста од карцином на кожата. Сите се во опасност од појава на карцином на кожа, но сепак има луѓе кои што се со зголемен ризик. Токму затоа во денешната визита ќе зборуваме за препознавање на разликите, на симптомите, на ризик факторите, како навреме да се открие во раната фаза, бидејќи доколку порано се открие, полесно и ќе се излекува, а доколку не се лекува, пак може лесно да се прошири на останатите делови од кожата токму овој карцином. На оваа тема денеска разговараме со доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро венеро. Да. Доктор Петров, на почеток, бенките, дали се знак за убавина или пак се опасност? И кога се опасни? И едното и другото. И знак за убавина, бидејќи е нормално да има обележие на кожата на секој човек. Дори има и познати глумици кај кои бенките биле препознатлив знак од нивната убавина, јавни личности, медиумски личности и така натаму. Од друга страна може да бидат и знак за аларм, доколку се приметат некои работи кои треба на време да се приметат, за да може ефикасно потоа да се третираат. Така да на вашето прашање одговорот е да, и едното и другото. Така, бидејќи ми текнува како деца, колку повеќе бенки имавме, бевме многу среќни, интересно ни беше, толку поубав е тој дел од телото. Тоа ни останало нели уште од Да, има и така, кај многу личности тие се дел од шармот на личноста. Не само што не се лоши, туку се едно нивно обележие со кое немаат зашто да бидат хендикепирани. Напротив, треба да се гордеат, меѓутоа треба да се контролираат на време. Така, за да не станат опасност, треба добро да ги познаваме, да ги следиме редовно и големината, и бојата, и поставеноста, за да ги воочиме и разликите на време. И самите она што можеме да го направиме, но и она што нели. Да. А предноста во дерматологијата и што кожата е достапна на нашето око. Можеме самите да се прегледаме. Да речеме, не можеме самите да си го прегледаме бубрегот или желудникот, меѓутоа можеме самите да си ја прегледаме кожата. И тоа е една предност која треба да ја користиме, бидејќи е доволно само обично огледало за одреден број од работите да се регистрираат. Затоа треба да имаме навика, таа е здравствена култура, да сите тие промени кои се случуваат на нашата кожа, која е најголем орган на човековото тело, меѓутоа најдостапен, да ги регистрираме, да се приметат и кога ќе се примети нешто невообичаено, да се отиде на доктор, да се побара стручно мислење за таа работа. Има едно правило вообичаено кое ние секогаш го советуваме, тоа е така нареченото ABCD правило, што значи дека треба тоа се кратенки од англиските зборови. Значи било која промена на обликот на бенката, било која промена на нејзините граници, било која промена на бојата што се случува, или на издолжување, растење, така натаму, или нејзиниот развој во тек на времето ако се менува, треба да биде сигнал дека нешто се случува и дека тоа треба да се провери. Тоа само по себе не значи дека нешто страшно се случува, бидејќи дел од тие промени растат со тек на времето и од хормонални стимулации, и од промени кои се случуваат во тек на животот. Меѓутоа сепак тоа е нешто што треба да биде следено и ефикасно превенирано. Така, дополнително, затоа што кога и станува збор за летниот период, изложеноста на сонце, некако повеќе како да ни значи да добиеме потемен тен, отколку да мислиме како тоа штетно ќе влијае на нас. Да, за жал... Се уште повеќе сме кон тој дел натаму. Иако во литературата, во медицината, тоа време кога се сметало дека тенот значи здравје, дека тоа е почетокот на 19-тиот век, каде што доминирали рекламите на потемнети, на поцрнети од сонце луѓе,
полека се напуштало и веќе крајот на значи 20-тиот век, исто така во почетокот на овој век сосема се знае дека се работи за нешто што не само што не е плюс, туку може да биде силен минус. За нас, бидејќи изложеноста на сончевото зрачење е нешто што може да предизвика голем број на промени. Тоа не значи дека луѓето не треба воопшто да излезат на сонце. Ние не сме лилијаци, па ќе се криеме сега во затворена просторија, меѓутоа треба да се научиме ефикасно да се заштитиме од сонце, да не се изложуваме во оние часови кога сонцето е најако пече, кога тоа се знае дека е во средината на денот, да се користат заштитни фактори на сонце со висок заштитен фактор, и тоа за ултравиолетови А, ултравиолетови Б зрација. Во поново време има и заштитни фактори и за видливиот дел од светлината, што исто така се смета дека има свое влијание во развојот на туморите или во карциногенезата, и да се користи облека која е соодветна. Значи тоа е нешто што е многу лесно може да се постигне. На еден човек едно капче може да му значи повеќе отколку не знам било каква друга заштита што може да ја направи, особено ако се работи за дел кој е без коса, а изложен директно на влијание на сонцето. Така да тоа е нешто што го советуваме редовно. Така, барем во овој поглед, кога станува збори за овој карцином, имаме можност и начин како да ги спречиме тие ризик фактори или пак причинители и да допринесеме да не се појавува. Превенцијата е најдобрата работа. Значи, уште од старо време постои она изрека: подобро е да се спречи отколку да се лечи, и заради тоа треба да се работи на превенцијата. Заради тоа што е точно покажано дека, и тоа се контролирани студии кои се правени во многу земји, дека како расте изложеноста на сонце, кумулативно така се зголемува инциденцијата на меланом и на другите кожни тумори, и тоа е практично право пропорционално на бројот на сончеви денови поминати во онаа облека за капење. Значи, затоа се најчести во Австралија, да речеме, каде што е еден рапиден пораст на инциденцијата на меланомот, меѓутоа и Македонија не е исклучок. Има процентуален раст годишен кој е сигнификантен, така да треба да се води сметка и за тоа, и кај нас има доста сонце. Така. А превенција ќе ја постигнеме и со добра едукација на популацијата, да. Ќе продолжиме со темата веднаш по вестите во 11 часот, информациите од земјава и светот да ги слушнеме, а денеска ни ги презентира колегата Александар. Добар ден, Александар, и повели. Ја гледате визитата на доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Џибадем Систина. Ја продолжуваме нашата тема, доктор Петров. Во месец мај во клиничката болница Џибадем Систина се организираше и кампања во борба против карциномот на кожата. Што е она што го направивте и кои се согледувањата што ги добивте од сето тоа? Она што можам да ви го кажам е дека има голем интерес кај населението за тие скрининг, значи за проверки кои се прават. Ние една сабота организиравме бесплатни дермоскопски прегледи со една софистицирана опрема со која располагаме, така наречениот MolMax систем, и околу 50 граѓани поминаа низ таа процедура, и при тоа можам да ви кажам дека не одевме со некоја, не знам, кампања медиумска, туку само по она што луѓето го дознале од Facebook, преку овие социјални медиуми се пријавија и ние тоа го спроведовме, и луѓето веќе имаат, граѓаните веќе имаат одредено ниво на едукација околу карциномите на кожа, околу меланомот, околу заштитата од сонце, и тоа ме радува. Мислам дека еден тренд кој постои е да населението се повеќе ги спроведува одредени здравствени препораки кои важат и во светот, што е добра работа кон која треба да се стремиме како граѓани. Така. Со тоа и подобро ќе мислиме и ќе се грижиме за сопственото здравје. Да.
Кој е во опасност од карцином на кожата, од меланом? Дали сме сите и кој е со зголемен ризик? Секој човек може да биде изложен на таков ризик, некој повеќе, некој помалку, бидејќи ризик факторите се практично фактори на околината, кои можеме да ги избегнеме, и фактори кои не се резултат на околината, туку се резултат на гените кои ги носиме, нашиот наследен материјал, нешто што не можеме да го менуваме. Такви сме се родиле. Она што е јасно е дека кај луѓето кои се со светла кожа, со светла боја на очите, кои имаат поголем број на тие пигментни промени, младежи, бенки, како сакате кажете ги по телото, имаат поголем ризик. Оние луѓе кои имаат некој друг историја семејна за некој во семејството да боледувал од меланом. Понатака, ако има кај самиот пациент историја дека некогаш имал меланом или некој друг малигном, некој рак на некој друг орган, треба да се проверуваат и прегледуваат почесто од другите, од останатите луѓе. Исто така треба да се каже дека луѓето кои се многу изложени на сонце, значи кои секој ден поминуваат голем број на часови изложени на сончева светлина, се како што се професионално да речем изложени, земјоделци, возачи, кои иако се одделени со стакло, меѓутоа тоа не е заштита, бидејќи ултравиолетовите зраци поминуваат и низ стаклото, така да се работи за оние луѓе кои не може да го избегнат сонцето како дел од нивното надворешно влијание, бидејќи тоа е поврзано со нивната работа. Тоа се фактори кои треба да се земат предвид. Меѓутоа, и секој човек може да потенцијално на било кој од тие негови бенки, младежи и така натаму да се случи трансформација и да таа бенка се трансформира во малигни тумор. Заради тоа се потребни тие контроли. Бидејќи меланомот, кој е најмалигни тумор на кожата, кој е најчеста причина за смрт од кожните болести, и тоа има и еден друг фрапантен податок дека тоа е најчестиот малигни тумор кај жените во третата деценија од животот, помеѓу 20 и 30 години. Така да тоа се податоци кои покажуваат дека треба да се биде внимателен и дека треба да сите овие работи се следат. Така. Која прва промена на бенката може да ни укаже на меланом? И дали постојат симптоми? Можеме ли нешто претходно да препознаеме, да почувствуваме или асимптоматски? Вообичаено, како и сите малигни болести, првиот период е асимптоматски. И заради тоа се важни оние редовни прегледи и контроли кои се прават. Првите промени вообичаено се промена на изгледот. Гледаме дека нешто што сме го имале, не знам, на себе, на телото, најнаш почнува да расте. Или почнува да ја менува својата форма, својот облик. Значи тоа може да расте над површината на кожата, може да расте и во ширина, може да почне да крвари. Вообичаено тоа е еден знак кој веќе покажува дека болеста напреднала. При тоа треба да се каже дека не секое крварење на некоја бенка е тумор, бидејќи многу луѓе доаѓаат исплашени, ова го поткачив, го подзакачив. Нешто што често пати се случува, Што се случува, особено на делови на телото кои се, да кажем, изложени на механички притисок од облеката која носиме и така натаму. Меѓутоа, механичката травма не може да предизвика никаков несакан ефект. Луѓето треба да бидат спокојни од тој аспект, меѓутоа сепак да дојдат да се проверат. Да го проверат. Заради тоа што можеби не е механичката травма повредата, причината за тоа крварење. Меѓутоа, еден параноичен страв дека секоја повреда нешто може да предизвика е погрешен, исто како што е погрешно верувањето дека не треба да се чепкаат тие промени, дека треба да стоиме така да ги гледаме и ништо да не презема. Така, повеќе сме исплашени и мислиме да не ја откинеме или да не се откине или скине бенката, колку ја изложуваме на сонце. Да, тоа е парадоксално, абсурдно е. Место да се заштитиме од сонцето, ние внимаваме да не... Има луѓе кои ставаат фластери од озгора да не ја повредат или така натаму.
не може тоа ништо да предизвика. Во Америка на секоја сомнителна бенка земаат биопсија. Значи, земаат парче од неа за да утврдат за што се работи. И тоа е влезено во препораките за справување со овој тип на малигни тумор. Значи, тоа може да предизвика болеста да се рашири или не знам што да се случи, тоа никогаш не би го правеле, особено заради тоа што се работи за еден тумор за кој има широк консензус во науката, кај што точно сите постапки се прецизирани и многу добро се знае што се прави. И нема никој во светот што нешто значи во таа област кој има спротивно мислење во овие постапки. Значи, не е точно дека може со тоа да се направи било каков проблем. Напротив, за се што е сомнително треба да се испита. Првото испитување кое се прави е само прегледот на пациентот, тој треба сам да се прегледа. Тоа е можно, почитувајќи го ова правило, што ви кажав, А, Б, С, Д, Е, или било која промена да се регистрира. Втората работа треба да се отиде на преглед на дерматолог, да се направи прво еден клинички преглед, да се види како изгледа тоа клинички, а потоа да се направи преглед и дермоскопски. Значи, со специјално зголемување, со еден оптички инструмент се регистрираат промените на структурата на таа бенка. И вообичаено ние работиме со едно зголемување од 40 пати, кое е сосема доволно. Меѓутоа, кај некои работи кои има потенцијално и поголем ризик, во нашата болница, во Аџибадем Систина имаме можност за зголемување до 100 пати на тие промени со оваа техника која имаме. Добро е што од тој преглед останува дигитален трак. Значи, ако некој човек дошол на преглед, се регистрира промената и таа е дигитално архивирана во нашиот компјутерски систем во болницата. Секое следно доаѓање има можност за директна споредба на таа состојба со состојбата што е во моментот. И тоа се прави еден систем на слика во слика практично, каде што може било што скокнува многу едноставно и веднаш да се утврди. И има една друга можност која ја имаат пософистицираните апарати како што е овој, тоа е така наречениот мол мапинг или мапирање на сите тие бенки на точно одредена позиција на телото. Тоа е особено важно кај луѓе кои имаат поголем број на пигментни промени, поголем број на бенки. Заради тоа што кога имате голем број на бенки, морате точно да ја означите бенката што сте ја гледале, заради тоа што следниот пат, ако не ја означите точно, може да дојде до конфузија, да се префрлите на некоја друга и да со тоа практично нема никакво значење тој период на следење. Затоа ние со нашиот систем кој на макросликата што ја правиме на пациентот ги лоцира овие епилуминесцентни микрослики кои се точно позиционираат таму каде што е потребно. И тоа е начин како да имаме една прецизна диагностика. Тоа е чекор кој е многу значаен, таму кај што и дермоскопијата не е доволна, а таа статистички во светот значајно, сигнификантно, драматично ја подобрува диагнозата на меланом, меѓутоа диагнозата и на другите кожни тумори, некои други состојби и така натаму. Значи, таму каде што и тоа не е доволно, земаме биопсија или ексцизиона биопсија на промената целата, или земаме панч со штипка една, ако е некоја поголема промена. Значи, сето тоа се работи кои во секојдневната пракса рутински ги работиме. И кај мене секогаш важи едно правило, подобро е една промена да се прецени, значи да се прецени опасноста од неа, отколку да се потцени. Бидејќи ако се прецени опасноста, единствено што малку ќе се подисплашиме повеќе од тоа што требало. И тоа ако ја потцениме опасноста, нешто што е тумор малигни, да го превидиме, да го оставиме да стои, ние со тоа можеме да направиме практично работа што сме можеле да ја спречиме, да ја оставиме да дојде во ситуација кога веќе нема да може ништо да се преземе. Така. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Јас се јавам, поздрав до вас многу и до гостинот. Сакам да прашам докторот Андреј дали можно од нервоза и сонце се појават повеќе бемки? И кои се поопасни, дали тие што се поистакнати или порамни? И дали има некаков начин да се отстранат некои бемки?
Зашто во последно време многу почна да ми се појавуваат на лице на телото, дали има некој лек, нешто спречување или било што нешто друго? Добро ли слушнавте, доктор Петров? Да, тука има неколку прашања. Прво, дали од нервоза може да се појават? Не може да се појават. Значи, од нервоза бенки не може да се појават. Второто прашање кое го постави гледачката е дали може да се отстранат, дали може да се третираат. Може да се отстранат слободно. Значи, може да се отстранат и се користат различни методи за отстранување. Ние работиме заеднички при оваа работа мултидисциплинарно, да кажем, се работи како и пристапот кон сите малигни тумори, речеме кај меланомот работиме мултидисциплинарно со пластичните хирурзи, со онколозите, че имаме еден заеднички тимски пристап, патолозите кои ја поставуваат диагнозата, заеднички тимски пристап во целата работа, така да во зависност од типот на промената се советува и начинот на третман. Дел од тие работи, да речеме, ги завршувам јас, кај бенигни некои работи ги отстрануваме директно. Дел работи што се покомплицирани ги испраќаме кај хирург, специјалист по пластична хирургија, кај доктор Мостров, кој исто така ги тие оперира. Некои што не се за операција, каде што е потребна некој друг тип на терапија, хемотерапија или така натаму, ги испраќаме на нашиот оддел за онкологија. И на прашањето дали кои се поопасни, имаше едно интересно прашање. Оние помалите или пак поголемите? Помалите, порамните, поиспакнатите, нема правило. Генерално, луѓето обично мислат дека поголемите, поиспакнатите се тие што се опасните, така? Што во пракса и не е баш така. Значи, затоа што има голем број на поголеми пигментни промени, некои вродени невуси, себороични кератози, кои знаат да бидат испакнати, дермални невуси, кои се испакнати, кои ги имаме со години, кои растат со тек на времето, растат во бременост, растат при хормонални стимулации. Меѓутоа, во суштина се безопасни бенигни творби. Има рамни промени на кожата, кои со сосема мали отстапувања можат да покажат дека се работи за еден невус кој почнува да оди во една фаза на дисплазија или да отстапува од нормалата и тогаш ние советуваме него отстранување. Така да некој алгоритамско правило нема, потребно е да се направи проверка на сите бенки, проверка. Што почесто се прави проверка, редовното време на следење кое ние го советуваме, кое е сосема доволно и е препорачано од науката, е еднаш годишно. Таму кај што нема некој проблематичен невус, некоја проблематична бенка. Таму кај што има нешто што кога ќе дојде пациент кај мене е сомнително, му закажуваме за 3 месеци. Значи многу во пократок период да видиме што се случува за да можеме побрзо да интервенираме. Менува ако има потреба за тоа. Така да има една шематизирано, тоа не може да се објасни. Треба да се види, да се дојде иако и највештите луѓе, да речеме, има пациенти кои неколку доктори, дури луѓе што дели во Париз, во Лондон, во Љубљана и кај нас, нешто што не личело дека е опасно, на крај испаднало дека е навистина опасно и добро е што е извадено. Така да секаде каде што има дилема околу некоја промена, јас советувам таа да се извади. Тоа не е штетно и е многу подобро отколку нешто за што имаме дилема да се остави. Биде посигурно и за понатаму. Само онаму каде што сме 100% сигурни дека се работи за една бенигна промена, тоа е нешто кај што може да се остави или може да се отстрани со некои од другите методи. Ние често им правиме и киретажа, ги киретираме некои или ги сечеме со радиобранова хирургија или ги отстрануваме со обична ексцизија. Значи, таму каде што сме сигурни дека тоа е безопасно. Така. Сепак проценката на лекарот е најважната, нели, што треба таму понатаму да се прави. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ден. Ало? Да, добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме одлично, да. Добар ден, поздрав до емисијата и до докторот. Се јавам од Прилеп, на возраст сум од 68 години. Имам меланом на десната страна од градата, кој ше во големина на зрно од грашак. Бојата е темно лилјакова
Одам на дермоскоп 2 пати годишно, на секои 6 месеци, и докторот вика дека е бенинген меланом, али јас од време на време осеќам некакво пецка или некакво некоја блага болка, али не знам дали е то опасно или не опасно и што да направам да се советувам со докторот. Добро, ќе го слушнете советот веднаш. Ви благодарам прво на прашањето. Сакам само да ви кажам дека меланом не може да биде бениген. Ако е меланом, тој е силно малигни тумор. И тоа меланом диагноза од око не се поставува. Како и кај секој малигни тумор, диагнозата е хистопатолошка. Веројатно се работи за некој невус, за некој младеж, некоја бенка, ја ви кажам сите оние народни имиња кои се користат. Повеќе ги знаеме, ги користиме. Пигментно обележие некое, кое на докторот што ве следи му личи дека е бенигно и верувам дека е така. Меѓутоа секогаш доколку има потреба можете да дојдете повторно да се проверите, можете да побарате и второ мислење и тоа за нас докторите не само што не е, да кажам, подценувачки, туку е чест. Чест е за мене кога некој ќе побара освен моето и друго мислење, па макар и да неговото испадне дека е исправно, битно е здравјето на пациентот. Никој не е најпаметен, значи треба секогаш да се размислува што е добро за здравјето на пациентот, така да секогаш може одговорот на прашањето е да се побара уште едно мислење и да се види дали е тоа така. Како може да закажете? Многу едноставно, преку нашиот кол центар во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Можете да се јавите, закажете термин, ќе го погледнеме. Така и гледачот спомена дека често пати се прават прегледи и веројатно се следи таквата промена, ќе продолжи и понатаму. Дека е во ред. Треба да се продолжи за да се Тоа е исправниот пристап. Јас сакам да ве пофалам дека тоа е исправниот пристап. Ако сте отишли и 2 пати сте гледале нешто, тоа е подобро отколку да седите, да се чуете и да не го погледнете ни еднашка на доктор и да предпоставувате дали ќе биде нешто лошо или нема. Што се работи. И за жал има случаи кај нас поради едно старо народно верување кое бабско да кажам, каде што немој да ја чепкаш, не ја рчкај оваа промена, може да ја направиш полошо. Сме видели луѓе кои дошле во запуштени стадиуми кај кои за жал не може повеќе да се помогне, кај што се обидуваме палиација да направиме. Значи да му го олесниме животот во натамошниот период. Така. Да не дозволиме. Не треба да дозволиме да се дојде до тој степен. Затоа кажам уште еднашка, превенцијата е најдобра работа. Значи треба да се превенираат овие работи. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Едно прашање. Дали може нешто да ми објасни за диагноза хизоцитом малигнум 3B, кој што почна како обична брунка на телото, некако бенките што се појавуваат, а ми се зацрвени околу. Во Германија е поставена диагнозата, таму се правени операции, меѓутоа за жал за кратко време трагично заврши. Меѓутоа сега прашањето ми е на докторот дали тоа може да биде наследно за внуците, за фамилијата. Значи, и како да се реагира? Добро, ви благодарам на прашањето. Вие самите кажавте, диагнозата, вие кажавте и стадиумска типизација на туморот на хистициум, тоа е малигни тумор. Значи може да биде лоциран и на кожата, може да зафати и некои други органи. Предпоставам дека била некоја тешка форма што му завршила така како што вие кажувате. На прашањето дали по аналогија ако некој имал малигни тумор и во фамилијата тој ќе се појави, јас вака народски кажано можам да кажам јок. Не. Значи тоа така не бива и луѓето треба да бидат релаксирани од тоа дека по автоматизам ако некој имал од семејството дека тоа ќе се јави и кај потомството. Меѓутоа дека тоа семејно оптеретување постои и дека тие луѓе треба да се контролираат почесто од другите, тоа е точно. Тоа е истото тоа што ви го зборував и за меланомат. Тоа не значи дека ако родителот имал и детето ќе има, значи тоа не е таков тип на наследување, тоа не е наследна болест прво. Значи тоа и да го каже некој, тоа се глупости, тоа не е вистина. Меѓутоа дека постои едно генетско
значи оптоварување кое може да доведе да некаква мутација настане, некаква промена на некоја пигментно обележје или невост, тоа постои. Но далеко од тоа дека по автоматизам ќе се развие и малигни тумори кај децата или не знам кај внуците и така натаму. Но тоа покажува дека треба да се контролира целата состојба и да овие луѓе кои знаат дека имаат во сопственото семејство и овој тумор и некои други тумори кои постојат, дека треба да се контролираат почесто отколку луѓето кај кои тоа не се случило во семејството. Така, потребна е проверка и во детската возраст? Деца кои што имаат повеќе бемки или? Да, и деца што имаат повеќе бемки може да дојдат слободно да ги контролираме, иако тие растат, особено во периодот на растење, нивната големина се зголемува и тоа не е невообичаено во детска возраст некоја бемка да се зголемува, бидејќи целата кожа, целиот тој интегументум растат и бенките. Има, речеме, зашто кај деца е добро да се контролираат, има невуси, оние вродени, конгенитални, кои растат како што расте и кожата, може да зафатат голема површина на кожата и подобро е да се извадат кога се помали, отколку кога ќе зафатат, да речеме, на огромна површина на кожата, каде што и естетската пластична хирургија многу потешко може да ги задоволи естетските стандарди, а тоа не се приметува на тоа. Место иако денеска отидење медицината доста напред и многу работи, особено во големите центри, многу работи, многу можности постојат, а и нас поради големината на ланецот на Аџибадем ни се достапни одредени услуги на болницата кои може да ги користат луѓето и во Истанбул. Така, препораката повторно и до оваа гледачки и до сите превенцијата, редовните прегледи за да се заштитиме од сето ова. Следуваат реклами, почитувани гледачи, но останете со нас, веднаш по нив продолжуваме со денешната тема. Продолжува денешната визита на доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Петров, и овде и кај овој вид на карцином, посебно овде важи правилото колку порано се открие, толку се поголеми шансите и можностите за излекување. Доколку пак не се лекува, тогаш многу се поголеми шансите полесно да се прошири на другите делови од кожата. Што откако ќе се дијагностицира карциномот? Откога ќе се дијагностицира? Прво битно е при самата дијагностика да се направи стадиумско класифицирање. Ако се открие многу рано, значи со самата хируршка интервенција, завршена е работа, човекот е здрав, како да никогаш и немало, особено ако се открие, што ретко се случува, да еве ние оваа година имаме 3 такви случаи во инситу состојба. Значи тоа најповршно, вака народски кажано, од најплиткиот слој на кожата пред да почне да пробива надолу. Тогаш со операцијата, и тоа не е некоја операција радикална, широка, околу најобично отстранување на промената, ако е помала и од потенак од 1 милиметар, значи тука нема што, завршена е работата и не треба да се прави ништо. Доколку се работи за нешто што е понапреднато, значи покрај тоа што се отстранува туморот, знаат да треба да се види дали го има продорот и во лимфните јазли. Се прави понекогаш таму кај што е индицирано со контраст, така наречена sentinel lymph node биопсија или првиот дренажен лимфен јазел околу туморот, ако се покажат позитивни, се отстранува. Тоа е она што од хируршки аспект се прави. Има едно правило дека секоја се оди со заштитен рап околу невусот. Значи, во зависност од стадиумот, различни се и препораките, меѓутоа максимумот кој се советува денеска во литературата е и кај најнапреднатите 2 сантиметри во околина, значи во радиус околу бенката, околу младежот, да се отиде кај најнапреднатите форми. Така да има работи кои се решаваат хируршки, овие што ви кажав, доколку се работи за напредната болест, која има и метастатски промени, понатака третманот е онколошки.
кај меланомот има една несреќа што се работи за радио резистентен тумор, значи тумор кој со зрачење не може да го третираме. Значи, да речеме, за разлика од некои тумори кои на зрачење реагираат добро, овој не реагира воопшто на зрачење и мора да се оди со хемотерапија. Денеска има и одредени лекови, нови, од понова генерација, кои за жал се уште прилично скапи и недостапни за популацијата, особено кај нас во Македонија, кај што, да речеме, не можат луѓето да си ги дозволат еднакво како што може во Америка да си ги дозволат, скапи терапии, кои ако се откријат, се детектираат од одредени така наречени брав позитивни мутации, тогаш може да се третира со одредени нови тераписки методи кои постојат на пазарот. Меѓутоа, повторувам, тоа е се уште нешто што е за наши услови прилично скапо. Во суштина, повторно се сведува тоа на хемотерапија, на давање на цитостатици на онколошкиот оддел и нивно следење понатаму на пациентот. Многу е битно кај овие пациенти кај кои е опериран меланом, докажан хистопатолошки, да се постапува согласно NCCN препораките на националната канцер мрежа америчка, која практично ги диктира препораките за целиот свет, каде што точно е опишано што треба да се направи. Кај некои луѓе не треба ништо да се прави. Да речеме, ако е во првиот 1А, 1Б, па и 2Б стадион. Значи, само редовни контроли кои се прават на дерматолог. Нема потреба од некои други визуализирачки техники. Понатаму, во натамошните стадиуми се прават снимања со компјутер на одредени делови, не знам, магнет, испитувања на одредени антигени во лабораториски, кои може да покажат дали има некаков активитет на туморот. Има една можност која во напреднатите фази се прави, а која кај нас исто во Систина како можност ја практикуваме, тоа е така наречениот PET скен или емисиона томографија, која се користи за детектирање на метастазите, дури и оние невидливите кои постојат во организмот, и тоа е практично можност која целото тело може да се испита дали некаде има некоја невидлива, некоја окултна метастаза која постои, и тоа е исто така можност која во напредните стадиуми со препораките се користи. Така, со текот на возраста, годините се зголемува ризикот од појава, бидејќи така долгогодишното изложување на сите тие ризик фактори одеднаш не се појавува веројатно како проблем. Значи има тука една теорија, да речеме, меланомот се појавува и кај помлади луѓе, многу почесто од колку што се појавуваат другите типови на кожни карциноми, и тоа сепак тоа не е толку рано, некаде просечната возраст е некаде во шестата деценија, и тоа е нешто што покажува дека сепак овој тумор, иако се јавува, може да се јави многу порано, годините, односно хроничната експозиција на сонце си го имаат своето влијание, и заради тоа треба навиките за контрола да постојат, за да не се доведеме во некои ситуации како што зборувавме, да доведеме да на крај ги лечиме само последиците и да возможиме на некој начин нормално функционирање на пациентот. Така, или пак во некои ситуации каде што и ништо и не може. За жал, иако секогаш во медицината треба да се прават обиди, тоа и според етичките стандарди и спрема Хипократовата заклетва, нешто што треба и ние лекарите го правиме, меѓутоа нема предавање додека не се обидеме со се практично да направиме. Нормално медицината не е семокна и има одредени работи на кои не може да се влијае, за жал. Така. Да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Да ви благодариме. Имам 68 години и пред 7 месеци оперирав една бемка на грбот
диагностицирана како меланом, меѓутоа потоа на хистолошки наод добив диагноза лентигеноз диспластик невус. Бев на контрола, тоа беше пред 7 месеци, пред 2 недели, као се е добро, диагноза сега имам уште ангиома регии трунци, неви пигментози регии трунци и дермал неви регии фациеи и еден хемангиом исто така на грбот. Меѓутоа тој хемангиом е поодамна, не е така многу голем, меѓутоа често ме чеша и грбот исто така. Дали сега, ете, еден совет од лекарот што треба понатаму? Так, врз основа на сето ова што ни го кажавте и кое што го имате како промена. Она што вие го кажувате, дека сте отстраниле нешто што личело на меланом, потоа испаднало дека е еден диспластичен невус, сте направиле супер работа. Сте отстраниле нешто што во иднина можело да предизвика некакви проблеми. Тоа значи во превод тоа, значи не сте имале меланом, меѓутоа сте извадиле нешто што некогаш можеби можело да се трансформира во меланом и тоа е одлична работа што сте ја направиле. Во однос на другите работи, сите што ги кажувате, тоа се бенигни промени, значи промени кои не може да ја направат здравствен проблем, нити дермалниот невус, нити хемангиомот. Ако сакате, ако тој ви пречи, кажете кај чеша, можеме да го извадиме. Значи, може да се извади хируршки, може да го извадиме со радиобранова хирургија, зависно каде, колкав е големината и така натаму. Дојдете, јавете се, ќе видиме што може да се направи, меѓутоа повторувам, здравствен проблем од тоа нема да имате. Но контроли и проверки ќе се прават на одреден временски период, така? Контролите треба да се прават и тоа е еден добар пример. Диспластичен невус, значи нешто што можело да прави проблем, е извадено уште во фаза кога не може да направи никаков проблем. Тоа е целта. За тоа зборуваме денес. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Ало? Да, повелете. Јас барам Роберт. Емисијата Здраво Македонија заврши. Ке се јавите во текот на утрешниот ден, доколку Роберт треба да го слушнете или пак за нешто да се договорите. Дали имате конкретно прашање за визита или пак не. Ајде, продолжуваме со другите гледачи. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Добар ден, визита, така? Да, веќе сте вклучени во визита. Повелете. Имам прашање за гостинот. Моментално сум со втора бременост, 8 месец. Во 8-миот месец и еве и после првата и после втората имам зголемен број на бенки во вратниот регион и меѓу градите. Дали е тоа нормално и што би требало да направам, да речеме, после поредување? Добро. Ви благодариме за јавувањето. Па тоа што го кажувате е нешто што се случува. Хормоните, особено естрогените, знаат да доведат да некои бенигни промени пораснат, како што се, не знам, кератози од себороично потекло, одредени вирусни израстоци, исто така папиломи, кој што спомнувате вратото, тоа е една честа локализација. Во секој случај треба да се види за што се работи и доколку се овакви работи за кои јас зборувам, тие можат на едноставен начин да се отстранат, значи ние ги отстрануваме или со радиобранова хирургија или со лазерска хирургија на овие израстоци бенигни на кожата. Но секогаш контрола не е на одмет и треба да се дојде да се види, да се направи една проверка, да се утврди дали тие растат само заради коинциденција со бременоста и хормоналната стимулација или има и некои други работи кои треба да се контролираат. Така, до кој период од животот, до која возраст бенките се појавуваат и како нови бенки? Се повлекуваат ли некои, избледуваат ли, се намалуваат или? Се појавуваат постојано. Генерално пигментациите во тек на животот се појавуваат постојано. Значи во различни фази тие се различни, да речеме кај
повозрастните луѓе, често пати кога доаѓаат велат, па не знам што се ишара вака во последно време на лицето или на рацете со овие флеки, пигментации, тоа се така наречените сончеви пеги или некои што јас не го употребувам, малку е грд терминот, ги нарекуваат сенилни пеги, значи кои се јавуваат во подостижната возраст. Меѓутоа поприфатлив е сончеви пеги да се користи и тие се безопасни. Има начини како да се справиме со нив. Меѓутоа секогаш дури за нив најважно е да се штитиме од сонце. Има студии кои покажуваат дека самата заштита од сонце доведува до повлекување на одреден дел од пигментациите, значи флеките. Ако сте имале некоја флека на лицето или на рацете, доволно е оваа година пробајте да се заштитите со висок заштитен фактор за сонце. И со соодветна облека. За да ги нема следната година кога ќе дојде летниот период. Голем дел од тие со самата заштита ќе се намалат или ќе исчезнат. Значи, оние што нема да исчезнат, пак има методи како ние ги отстрануваме, иако преагресивниот третман на флеки, на пигментација не го советувам, бидејќи агресивното уништување на тие клетки меланоцити понекогаш доведува да тие повторно се јават уште повеќе после третманот. Така, ама ги има само во летниот период, кога е сонцето најчесто се јавуваат. Најинтензивно се изразени во летниот период, тогаш се знаат да траат и во текот на целата година и малку избледуваат со тек на годината во зимскиот период, што покажува дека треба да се заштитиме и во летниот период, па да видиме дали самата заштита ќе доведе до повлекување на голем дел од овие промени. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Имам едно прашање. Значи, сакам да прашам за старичките флеки, значи бојата на старичките флеки, каде е вообичаеното место најмногу да се појавуваат. И значи јас забележав кај мајка ми дека има, например, на делови од ступот, на препоните, на грбот, освен на лицето и на раците, што знаеме дали е вообичаено и дали меланомот може да има таа боја што имаат старичките флеки, значи некоја светло кафеава скоро како бојата на кожата. Благодарам. Старечките флеки. Да, тоа е оно што го зборувавме пред малку, значи старечките флеки се јавуваат типично, значи на најмногу на делови изложени на сонце, може да се јават и по други делови од телото. Најизразени се тука нови делови на рацете, на лицето. Да. Така да се работи за така нареченото лентиго соларис, кое е и генетски условено на некој начин. Значи, често пати луѓето може да приметат дека такви флеки како што имал татко му или како што имала мајката, често пати се јавуваат во поодмината возраст и кај децата. И често и самите кога ќе дојдат кажуваат, абе исто тоа го имаше татко ми или мајка ми, сега и кај мене се појавија. Јас затоа уште еднаш сакам да ви подлечам дека најважно е да се заштитиме од сонце. Тоа самото ќе доведе до повлекување на голем дел од овие промени или до нивно редуцирање во бојата, во интензитетот, а веќе ако гледачите или потенцијалните корисници на услуги во здравствениот систем сакаат тие да ги отстранат, има можности како тоа да се направи. Не велам пациенти заради тоа што ова се здрави луѓе кои може да дојдат на естетска интервенција. Ние правиме повеќе типови од фракциона реувенација, обновување на кожата на лицето, на рацете, на деколтето, до други методи кои користиме со плазма и така натаму, кои се сосема друга тема и не би го узурпирал времето во емисијата сега за тоа. Да го слушнеме и следниот гледач кој ќе биде и последниот за денешната визита. За брзо време ги слушаме советите од господина Дилча Захариев. Добар ден, повелете. Добар ден. Да. Добар ден, чекам веќе 10 минути вака. Ете, извинете што почекавте, ама ете да го слушнеме прашањето, па да го слушнете и вие советот. До вас ме интересира вака, син ми има бемки на 25 години возраст, има низ целото тело по грбо бемки. До сега ништо не се, мислам, случило него, чест него, но, ама од што слушам во доктора ме интересира дали може нешто да се испита, да видам. И тоа може и наследно од ген од дедо, од баба има такви бемки се имале и син ми сега ги има. Точки бемки црни по грба.
Ве разбирам. Така, убаво ве разбравме и ве слушнавме, ќе го слушнете советот. Може да се испита, може да се дојде на доктор. А и треба веројатно, нели, да се провери. Особено по тоа што го кажувате дека има повеќе на грбот, закажете преку нашиот кол центар во Аџибадем Систина, можете да дојдете на преглед и со дермоскопија ќе утврдиме за што се работи. Тоа е една многу добра ориентациона метода која покажува во кој правец треба да се движат размислувањата и затоа ве поканувам, јавете се, ќе провериме за што се работи, веројатно со оглед и на генетиката, тие ќе ги има и ќе се вуваат и понатака, редовно треба да се следат, а тоа редовно, значи најмалку еднаш годишно. Така. Во продолжение ги слушаме советите и препораките на магистер Илчо Захариев, кој што денеска ќе зборува за благотворното дејство на ајдучката трева и лековитите својства. Добар ден, поштовани гледачи. Повторно преку програмата на Канал 5 и емисијата Вие сме во вашите домови. Верувам дека и денеска ќе бидете покрај малиот екран и со внимание ќе ја следите оваа емисија, бидејќи емисијата Визита преку гостите кои доаѓаат, преку темите кои се обработуваат, има неверојатна здравствена, просветна функција. Всушност, темите кои се отвараат се многу интересни, се доста актуелни и од тоа што ќе го научите преку оваа емисија можете да превенирате многу заболувања. Денеска темата е меланом, значи кожни израстоци, тумори, и малигни процеси. И верувајте дека како заболување, многу напредно заболување, а последните децении тоа заболување рапидно расте и процентот од население кој има меланоми навистина е во пораст. Интересно е дека од ова заболување повеќе заболува белата раса, значи тоа како кожно заболување, помалку жолтата и црната раса, но сакам да кажам дека со промената на климата, со глобалното пореметување на климата, со големите сончеви денови кои се појават и екстремни температури, преку зголемените UV зрачења кои се појавуваат, шансата да се добие меланом е навистина огромна. Причините навистина не се целосно разоткрени за настанувањето на меланомот, но верувајте дека селското население кој работи по нивите, кој цел ден изложено на сонце, сите кои работат на отворено, имаат големи шанси да добијат меланом. Сигурно дека лекувањето на меланомот подразбира вклучување на врвни експерти и пристапот е мултидисциплинарен, односно вклучување значи на хемотерапија, вклучување да речеме на хируршка терапија, значи голем број на експерти едноставно ќе бидат вклучени и нормално постапките, методите на лекување денеска медицината ги детерминирала. Добро е што имаме нови лекови цитостатици кои се користат кога тој процес е малигнен, нели? И тие цитостатици може да дадат добри резултати, инаку често пати знаеме дека меланомот може да напредне во таква фаза каде може да се појават метастази по целото тело, често пати завршетокот може да биде многу лош. Затоа превенирањето на заболувањата е наша обврска и убеден сум дека ако ние се заштитиме од прекомерното зрачење, ако сега доаѓаат годишните одмори, кога сите ќе поминеме да речеме на некое море, езеро, битно е да не се изложуваме во текот на денот кога е најсилно UV зрачењето, значи на директна сончева светлина, на тој начин нема да иницираме некој процес кој може да настане. Денеска јас ќе зборувам како ние да се заштитиме и дали постојат природни лековите ресурси, дали фитотерапијата и фармакогнозијата нашли некој решение за превенирање на појава на меланоми и како да го неутрализираме UV зрачењето. Затоа денеска ќе зборувам за ајдучка трева. Латинското име на ајдучката трева е Ахилеа милефолиум. Што да кажам за ова растение? 3000 години наназад ова е традиционално растение кое е од домаќиното кај нашиот народ, кој го знае секој и навистина растение кој имало и одиграло многу важна улога во негувањето на здравјето. Бидејќи латинското име е Ахилеа милефолиум, сакам да кажам дека латинското име доаѓа од Ахил, значи грчкиот митолошки јунак и практично мајка му, за да има добро здравје, да биде неранлив и да биде вечен, го бањала во вода во која имала ајдучка трева, многу држала за петата и всушност само тој дел не бил потопен во вода во која имала ајдучка трева. Значи таа е таа митска димензија на ова лековите билки и тој дел бил ранлив. Но сакам да кажам дека ова лековито растение има широка примена, значи во традиционалната медицина и сега во современата медицина и сакам да кажам дека ајдучката трева е официјално растение скоро во сите европски фармакопеи. Се откупуваат огромни количини од ова растение, се преработуваат и има барем 30 лека направени од ова лековито растение. Значи, ајдучката трева е повеќе годишно растение и има насекаде околу нас, од низинскиот дел до високите планини, и има на Балканот, има во Европа, Азија, Северна Америка и северните делови на Африка. Значи, растение е космополит, кај расте покрај патишта, значи по ниви, ливади
и за едно кратко време, ако отидете, може да наберете големи количини. Постојат два варијатета, онаа со жолти цветови и онаа со бели цветови, да кажем дека квалитетот горе-доле идентичен, иако нашиот народ повеќе ја почитува и цени онаа со бели цветови. Битно е да нагласам дека од ова растение и за вас, поштовани пациенти, е битно да знаете дека се користи надземниот дел. Значи се користи милефолија херба или хербалниот дел. Значи ова растение се собира кога цвета, значи во текот на цветањето, значи почнувајќи тамо некаде од крајот на мај, па се до почетокот на месец август. Битно е да нагласам дека собирањето мора да биде на чисти места, значи мораме да се водиме од еколошкиот момент, да не ја собираме ајдучката трева покрај патишта или покрај индустријски капацитети кои се загадуваат, затоа што растенијата апсорбираат голем број на токсини. Растението се бере пубаво сончево време, да нема влага. Тамо некаде од 10 до 13 часот е најдобриот период собирање на ова растение. Битно е дека не смее да се откорнува, да се кубе, затоа што оному каде ќе го наберете ова година, ќе го најдете и идната година. Ако го откорнувате, практично вие го уништувате ова растение. Се сечат врвовите на растението во должина некаде од 15 до 30 см. Потоа се стават во кошници, се врзуваат во китка или се сушат на проветрени места под сенка, тоа е многу важно. Значи не се суши под сонце. Со сушењето, значи берењето, па и чувањето треба да ги зачуваме, значи природната боја, пријатната арома на ова растение бидејќи меторно масло, секако лековитоста и сите оние фармаколошки особини кои ги поседува ајдучката трева. Ајдучката трева зошто е битна, а ние зборуваме значи за меланом и зошто е битна како растение, сака да нагласим дека во низиниот хемиски состав се открили некаде околу 45 компоненти. Најважно е етерното масло, кој има во концентрација од 0,1 до 0,4%. Веднаш мора да се пофалиме дека во Република Македонија, заради сончевите денови, заради карактеристичната клима, нашата ајдучка трева има голема концентрација на етерно масло, некаде околу 0,4%. Во етерното масло има разни материи, азулен, хамазулен. Кога се дестилира со водена парија, етерното масло има сина и зелена боја, синото етерно масло е многу поквалитетно. Во тоа растение има флавониди, има нормално горчливи материи, една од тие горчливи материи е нормално ахилеин, и таа горчлива материја е многу битна. Во растението има флавониди, минерални материи, органски киселини. Едноставно, растение кој има богат хемиски состав. Во хемискиот состав можеме да кажеме дека нема гликозиди, нема алкалоиди, што значи дека ова растение не е отровно, иако горчи и представа максимално безбедно растение. Инаку во нашиот народ, при современата медицина, ајдучката трева дава повеќе намени. Една од намените каде се користи, таа представа одличен аперитив, одличен стомахик, дигестив, затоа што го подобрува варењето на храната преку зголеменото лачење на сокови од плунката во устата, преку соковите во желудникот, значи каде се лачат ензими и секако сокови од жолчката и од панкреасот, така да ја подобрува комплетно функцијата, метаболизмот и затоа се користи како силен тоник. Значи ако имате лошо варење, немате апетит, значи не сте ухранети, ако сакате да добиете повеќе апетит, да имате добро хранење, ќе користите ајдучка трева. Ајдучката трева подобрува и циркулацијата ако се користи орално, значи неверојатно ја подобрува циркулацијата и пациенти кои имаат проблеми со екстремитетите, помага, но за нас е многу значено дека има широка примена за надворешна примена, затоа што од ајдучката трева се прават лековити масти, масла, кои може да имаат заштитна функција на кожата. Веднаш да кажам дека ајдучката трева од памти века, значи од античко време до денеска, е еден од лековите кои се користат за лекување, значи на опекотини, за лекување на рани, на гнојни процеси, за зараснување, да речеме, на рани, за лекување на чиреви. Дури денеска се прават и одредени масла за заштита од сонце, значи против опекотини од сонце, односно за сончање. Да нагласам дека лековитоста на ајдучката трева доаѓа токму од етерното масло кој има навистина одлична заштитна функција. Токму затоа морам да кажам дека ајдучката трева го добила името ајдучка трева од нашиот народ затоа што ајдутите при нашиот народ за лечење на раните и повредите на нашите комите ајдути користел ајдучка трева и од тамо доаѓа името ајдучка трева. Значи ајдучката трева локално ако се нанесува на кожата има голема заштитна функција, значи овозможува да се намали воспалението, да се намали црвенилото, го намалува ефектот на UV зрачењата. Ако дојде до појава, да речеме, на некоја рана, полесно ќе зарасне, нема да има крварење, бидејќи има танини, и на крајот нема да има таков ожилок, односно нема да се формира фиброза. Фиброзно ткиво. Почитувани пациенти, значи ајдучката трева да биде составен дел на секоја домашна аптека. Бидејќи сега цвете ајдучката трева, искористете го секој одење во природа. Не се враќајте без наберена ајдучка трева. Наберете ја правилно, исушете ја правилно и чувајте ја правилно, имате извореден домашен лек. Ајдучката трева се меша и со други лековити растенија и битно е дека во голем број национални фармакопии има лекови кои се прават од ајдучка трева. Бидејќи денеска зборуваме за заштита од UV зрачења и зборуваме за меланоми, еве ќе препорачаме да рецепт како сами дома да направите масло
против сончење, да направите масло koje ќе ве заштити од штетното дејство на интензивното UV зрачење, и тоа ќе го направите на следен начин. Може да го направите значи од сува, свежа билка, може да го направите од сушена билка. Најнапред да кажам како се прави од свежа билка. Ќе наберете ајдучка трева, ќе ја донесете дома. Значи надземните делови ќе ги истикнете на ситни парченца од 1 до 2 см и наполнете ја теглата до врв. Теглата ќе ја дополните со маслиново масло, а може да користите и бадемово масло. Значи ако користиме било кое масло, мислам дека бадемовото масло е најдобро затоа што нема мирис. И всушност, се што ќе се направи во бадемото масло, што ќе се екстрахира со постапката, ќе ги има особините на самата лековита билка. Значи, наполнете ја теглата, значи, со ајдучка трева, свежо наберена, потоа дополнете со бадемово масло или маслиново масло. Ако немате такви масла, може да користите нормално и зајтин, значи, сончогледово масло, и треба да врие 3 часа, добро затворен, во друг сад со вода. Значи, на исти начин како што припремате компоти во домашни услови, со тоа што врењето треба да биде, значи, на тивок оган и некаде околу 3 часа. После 3 часа се трга, се оладува и се процедува и добро се искомпресира, затоа што треба да ги извлечеме сите лековите материи, потоа се декантира, се филтрира, имате квалитетно масло кое може да ви трае година дена. Тоа масло има широка примена во медицината. Прво ја штити кожата, оштетното влијание на сончевата светлина, потоа да речеме се користи за лекување на опекотини, за лекување на повреди, бидејќи црвенилото се намалува, се користи за лекување и третман на рани, се користи за лекување на воспалени десни и се користи за лекување и третман на хемороиди. Значи можеме да кажеме дека тоа масло може да се користи за сончење. Значи вие може да купите било кој производ, да речеме од било која фармацевтска компанија кој штити нормално од UV зрачењата, нели, кој ќе ве заштити, но мислам дека најефтиниот лек кој може да ви помогне да се заштитите од UV зрачењето, тоа е ајдучката трева и маслото направено од ајдучка трева. Од ајдучката трева може да направите масло и од суво растение. Се припрема на следниот начин. Значи 50 грама сува ајдучка трева се меле во форма на фин прашок. Значи мора да биде што повеќе ситната, се става во тегла и се залева со 500 мл. Значи бадемово масло, може да биде маслиново масло или сончогледово масло. Теглата се затвара, ја ставате во друг сад со вода, треба да врие повторно 3 часа, после 3 часа нормално се поместува од шпоретот, се процедува, повторно вие маслото стабилно година дена и истата намена, значи да ве штити од сите оние штетни влијанија кои може да предизвикат одредени промени на кожата. Посебно овие лекови ги препорачувам на селското население, на земјоделското население, на сите оние работници кои се изложени на секојдневното влијание на сончевата светлина и на ултравиолетовите зраци, затоа што токму кај нив може да дојде до некој процес на кожата кој може да дојде до формирање на одредени малигни процеси, рак, меланом и така натаму. И затоа реков дека ајдучката треба представи извореден природен лек. Почитувани пациенти, мислам дека овие две рецепти ако ги запамтите, ако ги направите, имате одличен лек дома, имате извореден препарат за сончење и извореден препарат да ја защитите вашата кожа од се она што значи надворешно влијание на високите температури и UV зрачењето. Верувам дека ајдучката треба која знаете, сите ќе биде составен дел од вашата домашна аптека. Постапете како што јас ве научив во оваа емисија. До наредната емисија и посакувам почитувани пациенти да имате добро здравје. Практични совети од господинот Илчо Захариев како да го извлечеме најдоброто од лековитите билки во служба на нашето здравје. До крајот на денешната визита остануваат само уште неколку минути кои што ќе бидат доволни за да ги слушнеме уште еднаш препораките и советите од доктор Андреј Петров кога станува збор за заштита на нашата кожа, посебно заштита и превенција од карциномот на кожа, од меланомот. Она што на почетокот го спомнавме, ред е да го повториме уште еднаш, бидејќи мислам дека тоа е сршта на емисијата или на она што сакаме на нашите гледачи да им го доближиме. И како порака да им го упатиме, да. Значи мора да се штитиме од сонце. Сонцето е неизбежно присутно околу нас, меѓутоа мора да научиме да се заштитиме, бидејќи самото сончево зрачење предизвикува промени на кожата кои може да доведат и до појава на одредени малигни тумори, болести. Не советуваме изложување во солариуми на вештачки извори на сончева светлина. Нормално дека тие не се забранети, меѓутоа од аспект на медицината, особено на дерматологијата, изложувањето на дополнителни извори на светлина само ја зголемува можност или шансата да се добие некој кожен тумор. Исто или така, да не се претера со сето или тоа, ако се тоа користи веќе, бидејќи нормално социјалниот живот и естетиката е дел од нашето секојдневно живење, не треба да се претерува во тие работи, треба да се биде со условно, народски кажано.
Треба да се користат високи заштитни фактори, значи да се делува и на ултравиолетовите А, и на ултравиолетовите безраци, и на видливиот дел од спектарот на светлината, и такви постојат повеќе на пазарот. Треба да се користи соодветна облека, значи особено многу важно кај мажите, кај кои косата, особено во подоснежниот период, не е толку изразена како заштитно средство на главата како кај жените. Значи има онаа келавост природна или генетска која кај голем дел настапува, да се штитат со кап. Тоа е од големо значење. Да се избегнува излажување на сонце во шпицот, кога сонцето е најсилно, значи некаде помеѓу 12 часот и 4 часот после падна, и да се изложуваме на сонце постепено. Тоа е нешто што го советуваме секаде, да се избегнуваат изгореници кои настануваат од неконтролираното изложување на сонце, што сите сме ги поминале како епизода некојаш во животот. Особено се смета дека таквите изгореници во раните години од животот може да бидат еден фактор кој влијае на подоснежната појава на меланомот на кожата. Така да сите овие работи треба да се применат, тие можеме да ги направиме сами, треба самите да се прегледуваме со тој само преглед или со тоа ABCD правило, кај што треба сами да приметиме некоја промена која постои. И третата работа која, ако вие две сме ги спровеле, ќе ја спроведеме и третата, тоа е да се отиде еднаш годишно на преглед на дерматолог за да се проверат пигментните промени, бенките, особено кај оние луѓе што имаат поголем број на младежи, бенки, пигментни промени по телото. Да, ви благодарам што ни бевте на визита. Ми беше задоволство. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на Канал 5 телевизија. Имајте убав и пријатен ден. Ви посакувам да имате убав и пријатен викенд. Нова визита имаме во понеделник 10 минути до 11 часот. Довидување.